Ова се вестите на КТВ. Во нив вечер во објавуваме. Во општина Кавадарци овие денови продолжува бербата на грозјето. Добро е што времето ги служи, ако не друго, во влажни ниви и покал многу е потешко да се бере грозје отколку вака на суво. Така и метеоролозите велат дека до крајот на овој викенд ќе биде во главном суво, нема да има дожд, а температурата ќе падне до 25 степени Целзиусови, што е подносливо добро. Лозарите пак имаат проблеми. Каде да го дадат своето грозје? Годинава велат повеќе се бара белото отколку црното грозје. А беше обратно во некои други времења. Чудни се патиштата, а маките на лозарите најмногу. На некои ваги им се засметува и превоз до одредени градови во државата, на некои места не знаат ниту колкава е цената на грозјето. Битно им е да го дадат, како и секоја година. Од искуство изминатите 30 години било така и годинава. Нема битна разлика. Дали навистина лозарите ќе бидат задоволни од годинашнава берба, ќе знаеме наскоро кога ќе ги добијат парите во джепот. Се разбира и субвенциите. Но, одиме со настани што го одбележаа денешниот ден, што го одбележаа вчерашниот или што се најавуваат за утре. Во Винскиот музеј синоќа се промовира збирката поезија Роден крај на Маријан Јорчев. Наша екипа беше таму. Не за толку заради поезијата и промоцијата на книгата, затоа што многу ги има во последно време, меѓутоа значајно е што еден бивши градоначелник, амбасадор и министер во владата и висок представник на ВМРО ДПМН дошол во Кавадарци да ја промовира својата збирка на поезија. А синоќа беа и елитни гости, би рекол така. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, беше присутен и лидерот на опозиционата ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, а исто така и двајца високи великодостојственици на синодот на Македонската православна црква. Неговото високо пресвещенство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и повртарскиот владика Агатангел, како и други бивши амбасадори, доскора министри во владата на Заев и така натаму. Беше добро да се присуствува синоќа во градскиот парк и еве што забележавме. Во Винската куќа во градскиот парк во Кавадарци синоќа беше промовирана книгата Роден крај на Маријан Јорчев, поранешен министер, амбасадор, градоначалник и носител на високи функции во државата и во партијата ВМРО ДПМН. На промоцијата присуствува архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, митрополитот Повардарски господин Агатангел, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и други познати бизнисмени, граѓани и присутни. Инаку Роден крај е посветена на Кавадарци, на теквешијата од каде потекнал Јорчев и неговото семејство, од првата песна во која инспирација наоѓа од ета средба случајна со стариот човек од село Дабниште на Висна рамнина до Витачево, до заокружувањето на неговата квалитетна збирка на поезија. За збирката поезија Роден крај синоќа говорија и стихови рецитираа Валентина Божиновска, поетот Санде Стојчевски. Музичката придружба беше на Илина Ѓорчева. Инаку на присутните им се обрати и Маријан Ѓорчев, авторот на оваа стихозбирка. Има во животот на секој човек некои скапоцени моменти кои што ви даваат сила и потик да чекорите исправно и достоинствено по животната патека што ни одредил Господ. Вечерва, тука во мојот роден град во Кавадарци, се случува еден таков скапоцен момент, затоа што се остварува еден долг, повеќе деценински сон. Тој сон не е само мој, тој е сон и на татко ми Ѓорги, и на дедо ми Диме, и на прадедо ми Ордан, и на сите мои предци од теквешкиот крај. Но повеќе е важно тоа, дека тој е и сон, истовремено и реалност. Мечтателен јужен ветер, провнат некако низ Дермикраписката клисура. Ги милува разеленетите штотуку, развиени ластари на долзницата. Летна омарнина го растегнува црноречието во испотена маглива слика. Сончеви од блесоци во длабочините на Тиквешкото езеро се распрскуваат во водите како зрнца од светлозелен малахит.
Јас не можам, не сум кадарен, ликовно или на друг начин, музички, како што може Лина да го осмисла мојот тиквешки крај. Но затоа можам да го опредметам во збор, во поетска слика. Мојот роден крај со ум не се поима, ниту пак со поглед се догледува. Мојот роден крај е едноставно чувство и во него може само да се верува. Тоа е мојата представа за мојот тиквеш, за моето кавадарци, за сето она што, за сите луѓе, за сите нашинци, за сите тукашни ендопи. Кога за последен пат се обидував да воспоставам мојата папочна врска со земјата, одгледувајќи органска камилица на Витачево, на падините на Витачево, се запознав со еден старец од село Давниште. Тој човек, староседелец, питопросно ми испраша кој сум, што сум, зошто сум дојден на Витачево, што ќе работам на Витачево. И откако ги дозна сите работи од мене, ме замоли дали може секој ден да си набере камилица и потоа ме покани на поседок во неговата самотна кукичка и осемениот двор во испустеното село Давниште. И почна нашата дружба, таа траеше повеќе години, како што копнееше снагата од натрупаните години, така, низ искрено молчење и скржав диалог, насетував напати кога ќе се сретнеме со погледот една огромна доверба кон мене. Старецот од Давниште ме прифати како свој, како тукашен, како човек роден таму на Витачево. Ме прифати како брат, помлад брат, во заедничка потрага по тајната врска помеѓу луѓето и земјата. Тогаш и почнав да ги пишувам стиховите на оваа книга, поетска книга Роден крај. Збор по збор, истргнував парчиња од бавина од тиквешкиот крајолик и ги сложував во една едноставна, но разбирлива структура, која што се надевам дека за другите може би има некоја таинствена мистика, ама за нас овдешните, тукашните, има некоја внатрешна осмисленост. И како што Исус Христос со една риба нарадил 1000 души, јас со секој еден непристорен македонски збор во оваа поетска книга 1000 пати ја нахранив душата на моите предци од тиквешкиот крај. За крај, почитувани мои пријатели, се поклонувам пред вас и ви се заблагодарувам за честа што ми ја приредивте со вашето присуство и се надевам, барем имам право да се надевам, дека стокмиме ваа вечер токму така како што требеше. Планетарно време, атомите и универзумот проверуваат дали Господ си поигрувал со природните сили кога создавал материја за која што веруваме дека е совршенство. Животот е едноставно нешто, неразделно двојство со смртта, простор и време споени во една човечка димензија, како видливо и невидливо битие, а крстот Господов, реликвија создадена од наблюдувачи, дојде ни од други галаксии. Нагроздените звезди во алеите на Млечниот пат ја откриваат немокте на човечките сензори да го спознаат Господовиот дом, каде што се создава се што е непознато. Одиме сега со две вести вообичаено на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Од СДСМ велат на пресконференција дека историското поглавје од преговорите со Европската унија сега го имаме, започна скрининг процесот за влез на Македонија во Европската унија. Денеска Република Северна Македонија започнува ново историско поглавје во евроинтегративниот процес. По 17 години чекање ги започнавме преговорите, а денеска започнува скрининг процесот кој е составен дел од преговорите за членството во Европската унија. Овој скрининг процес е поделен на два дела, на објаснувачки и билатерален. Денеска започнува објаснувачкиот скрининг кој треба да заврши најдоцна до ноември
2023 година. Важно е да се напомене дека овој дел од скрининг процесот го минавме во периодот 2018 и 2019 година и дека сега не почнуваме од нула, туку продолжуваме од таму каде што сме застанале, што е исклучителна предност. Според проценките, усогласеноста со европското законодавство е околу 40%, што зборува за посветеноста на државата во овие последни неколку години, што побрзо да ги исполни критериумите за членство во Европската Унија. Почитувани, започнавме преговори со Европската Унија како македонци со македонски јазик во Унијата и заштитен македонски идентитет и македонска посебност. Тоа е придонес на сите пратеници кои гласаа во собранието за да продолжи европскиот пат. Сега е важно да се изгради консензус, да се стават во функција сите расположливи капацитети во процесот на преговорите. Опозицијата конечно да се откаже од блокадите и деструкциите со кои се обидува да го попречи напредокот на државата кон Европската Унија. Членството во Европската Унија е врвна стратешка цел на државата и не треба да се сведува на политиканство и гола дневна политика. Сега е потребна посветена работа, спроведување на потребните реформи со цел Северна Македонија до 2030 година да ги заврши преговорите и да стане членка на Европската Унија. А од ВМРО-ДПМН пак на пресконференција вела дека председателот на парламентот Џафери ја суспендирал основната надлежност на Уставниот суд. Од оваа партија смета дека одлуката на Џафери е само заради тоа Социјалдемократскиот сојуз да избегне референдум. Почитувани, Талат Џафери ја суспендираше основната надлежност на Уставниот суд само за СДС да избега од референдум. Ако собранието го има врвниот познавач на правото Талат Џафери, зошто тогаш е потребен Уставен суд? Зошто е потребно други истакнати правници да седат во Уставен суд и да земаат плата, ако нивната работа веќе ја врши Џафери? Со што се задолжи антимакедонската СДС кај ДУИ за Талат Џафери да прави вакви правни гимнастики за да ги спаси? Над 60% од македонците поддржуваа референдум и ќе излезеа на истиот. Огромно мнозинство од истите ќе гласаа за поништување на договорот со Бугарија, а власта се исплаши од тоа. Антимакедонската СДС знаеше дека доколку на референдум излезат околу 1 милион наши сограѓани, тоа ќе биде крај за сите нивни политики и не само крај за договорот, туку и за владата и партијата која го преговараше. Антимакедонската СДС го натера Талат Џафери спротивно од член 24 од Законот за референдум да не дозволи негово одржување и се стави над целиот парламентарен систем и воопшто не го испрати барањето до председателот на Законодавно-правната комисија како што налага процедурата. Џафери, по налог на Ковачевски, влезе во правни гимнастики кои немаат реална правна подлога, туку чисто силеџиство и насилно практицирање на власта и со кршење на сите норми и начела на правото. Со неочекувана политичка одлука е спречен највисокиот чин на демократијата, референдумот. Антимакедонската СДС и нивниот извршител во собранието, Талат Џафери, треба да знаат дека од соочување со народ избегаа моментално, но одговорност пред народот ќе има, кога ќе бидат казнети и жестоко поразени. Од општина Росуман имаме најава или објава на Facebook профилот на официјалната страна дека е извршен вандализам во населбата. Еве ги деталите. По пријава од граѓани за извршениот вандализам во паркот во Старото училиште пријавено е во МВР Кавадарци за преземање на соодветни мерки за пронаоѓање на сторителот, се вели на официјалната страна на општина Росуман. Апелираме, продолжува понатаму, до сите граѓани да го чуваат имотот на општината. Во иднина нема да се толерира било каков вандализам и секој уништување на имотот на општината ќе биде пријавено во МВР. Се наведува на Facebook профилот на општина Росуман, објавено на социјалните мрежи. Во вестите денеска се навраќаме и на значајни настани, а кога е во прашање гост Делчев сметаме дека е значајен настан. На денешен ден тој престојува во Кавадарци, а потоа и во Ваташа. Цели 7 дена бил во Кавадарци и во Ваташа. Еве мало подсетување на историјата. На денешен ден
на 15 септември 1901 година во Кавадарци доаѓа и престојува 7 дена идеологот на македонското национално револуционерно движење Гоце Делчев. Во Кавадарци Гоце Делчев престојува како илегалец во куќите на Спиро Даскалов и Лазар Бањански. За тоа време одржал голем број на состаноци со раководството на организацијата во градот, како и со комитетите од селото во Тиквишијата. Потоа го се заменува во селото Ваташа, каде е сместен во куќите на Шарлиови и Попантови. Во селското училиште Даскал Камче тој одржа голем собир на кој присуствувале повеќе од 200 луѓе. Се вели во подсетувањето за значајните настани што на овој ден се случиле во Кавадарци. А денеска попладне по 15 часот во Кавадарци Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на случајни возачи им делеше флуоресцентни ленти за обележување во главном на возила што пренесуваат грозје, на трактори и друга механизација. Наша екипа беше таму, разговараше со оние што ја водат оваа акција и ќе имаме информација во оваа емисија, ама утре вечер. Одиме со три информации од спортот. Првата е убава. Во гости во Гевгелија, ГФК Тиквеш во рамките на Купот на Македонија вчера забележа победа од 0:2. Вчера се одиграа средбите од 16 на финалето на фудбалскиот куп на Македонија. Екипата на ГФК Тиквеш му гостуваше на Кожув во Гевгелија. Кавадарчани славеа со 0:2 со двата гола на Барга на Гоба и си обезбедија место во следната рунда. Екипата на Вардар во Неготино беше на прагот да приреди големо изненадување. Имаа неготинчани 1-1 на свој терен против екипата на Струга Тримлум, но не издржаа во финишот кога прволигашот постигна гол за победа од 1:2. Фудбалерите на Шкупин на гости ја надиграа Беласица со 1:3. Шкендија не се испоти за да го елиминира Караорман со 0:3. Победа го декласираше својот ривал, екипата на Карбинци, со 0:6. Сигурен меч одигра Академија Пандев, која беше убедлива против Тетекс, со 0:6. Вардар ја надигра Саса со 0:3, а проблеми немаше ни Брегалница Штип на гостувањето кај Слога во Виница, каде славеше со 0:3. Пелистер на гостински терен со погодокот на Наумовски во завршницата славеше над Гостивар со 0:1, со што му се реваншираше за поразот во првенството пред 4 дена. Работнички беше убедлив на гостувањето кај Конјаре со 0:5, а третолигашот Фортуна од Скопје го изненади и го исфрли Велешки Борец со резултат 5:3. Љуботен, Скопје и Воска службено се пласираа во осми на финалето, бидејќи нивните противници се откажаа од надпребарувањето. Во првото коло од купот слободни беа и финалистите од минатата сезона, екипите на Македонија, Ѓорче Петров и Силекс. Од кошарката информација дека од 8 октомври кошаркарките започнуваат да се надпреваруваат. Најквалитетното кошаркарско надпреварување во женска конкуренција ќе стартува на 8 октомври. Мнозинството на представници на Сдруженијето на Прва лига жени го утврдија системот и календарот за надпреварување. Беа одредени надпреварувачките броеви во женскиот сегмент. Согласно со Бергер системот, формирани беа и двојките за првото надпреварувачко коло во кое ќе се сретнат. МЗТ Скопје Аеродром, Крива Паланка, Вардар Струга, Гризли Баскет, Баскет Кам, а во Кавадарци екипата на Пробаскет ќе има честа да го нагости шампионот Бадел. А за името на Љупчо Филипов, фудбалските фанови знаат добро. По повод неговата успешна работа на полето на едукацијата на млади фудбалери, се организира меморијал Љупчо Филипов, кој секоја година се одржува на 17 септември. Така ќе биде и годинава. Колегата Мики Виденовиќ беше разговараше со оние што го организираат турнирот. Во генерално покровителство на Федерација на училишен спорт на Македонија го се работи со Сојуз на училишен спорт на Кавадарци и локална самоуправа Кавадарци, значи во името и спомен на нашиот мил и драг колега Љупчо Филипов, кој ненадејно не напушти пред една година Федерацијата за неговите
непрекинати добри дела кои ги правеше во делот на спортот, особено во делот на фудбалот и во делот на училишниот спорт, како наша обврска и не должност према него, него како за негов вечен спомен. На последниот извршен одбор на Федерацијата на училишен спорт на Македонија донесе одлука да се одржи овој меморијален турнир во негово чест и во негово име. Турнирот, како што најави, се вика Љупчо Филипов и ќе се игра оваа година за почеток во конкуренција на футсал, во конкуренција на ученици до 8 оделение, тоест родени најстари до 2008 година. Турнирот во соработка и благодарност до спортската сала Јасмин ќе се одржи баш во спортската сала Јасмин во сабота со почеток од 10 со почеток на првиот натпревар од 9 часот. Претходно значи има распоред кој е ставен на меморандум на Федерацијата и е објавен преку нашите Facebook портали. Тоа е значи во 8:30 посета е на вечниот дом на нашиот колега Љупчо Филипов во село Сопот. 9 часот е почеток на првиот натпревар. Тоа се представниците на Сојузно училишен спорт на кавалерци, екипата која го представува регионот Запад. И имаме поканети гости од градот Брус, Република Србија. Помеѓу првиот и вториот натпревар од 10 часот е комеморативното обраќање и свечено отварање на турнирот од страна на представници на фамилијата на Љупчо. После тоа церемонија продолжуваме значи со вториот полуфинален натпревар, а потоа следи надпревар за трето и четврто место. Пред финалниот натпревар имаме еден ревијален натпревар, тоа се колегите по физичко и здравствено образование од град Кавараци против сите негови пријатели кои се од цела територија на Република Македонија и пошироко гости од Република Србија. Значи, тоа ќе биде увертира пред финалниот натпревар, а после финалниот натпревар завршницата е со доделување на одличията и наградите за најдобрите екипи и најдобар имаме играч и најдобар голман. Ние, за да се одолжиме за сето ова, голема благодарност имаме до фамилијата на нашиот покоен колега, која еви тука има представник, така што им благодариме што ни овозможија во негово име да тој, иако не е меѓу нас, него со неговите екстра феноменални дела што ги направи, што не поврза во многу начини, во многу кругови, да ете, иако не е со нас, неговото име и дела продолжат на оваков начин. На последниот извршен одбор се донесе одлука така што меморијалниот турнир Љупчо Филипов ќе биде во спортската гранка футсал, евентуално фудбал, тоа ќе покаже времето понатаму сите анализи, но како меморијален турнир е влезен во годишниот календар на Федерацијата на училишен спорт, што значи дека се одлучивме за овој термин во месец септември, бидејќи неговиот роден ден беше на 22 септември и оваа дата не врзува околу оваа организација, дали пред, дали потоа, во зависност од можностите. И на некој начин меморијалниот турнир посветен на Љупчо значи фактички и почеток на нашата надпреварувачка сезона во училишниот спорт и така да од сега па во иднина секогаш значи тој ќе биде вметнат во годишниот календар на Федерацијата на училишен спорт на Македонија како не како општински, него како државен настан. Фамилијата, мислам, нашата фамилија од секогаш била вклучена во спортот. Од секогаш корените се оставени многу одамна тука. Секогаш за секаква организација ваква сме биле позитивно ориентирани. Секако наша прва работа беше дека како и да се организира мора да бидат вклучени деца, пошто татко ми од секогаш беше се што правеше за помладите генерации, сакаше да ги исправи на прав пат. И тоа беше него прва работа во животот, не му беше
да бидат најдобри спортисти, него беше да бидат прво добри луѓе. И секогаш кон тоа се стремеше. Голема благодарност до неговите колеги и целата организација од Федерацијата на училишен спорт. Лично бевме многу пати контактирани на оваа тема, разменивме многу мислења. Се надевам дека ова ќе биде само еден почеток и понатаму ќе се продолжи кон ова да биде секоја година и да стане некој ритуал и само да се надоградува со плюс нови моменти во овој турнир. Секако ние како фамилија секогаш сме биле тука, ако треба и за било каква поддршка и помош, и се надевам дека ќе се одржува и понатаму. Времето денеска ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Слично време ќе имаме и утре, температурата ќе достигне до 33 степени Целзиусови. За утре, особено во сабота навечер и недела, ќе имаме пат на температурите кои ќе се движат до максимални 25 степени, ув индексот ќе биде 6. И ова беше се во оваа информативна емисија. Екипата што ги подготви вестите и ви благодари за вниманието и ви посакува пријатен викенд. Имаме уште утре работен ден, да го изработиме, а потоа да одмараме. Се неубаво.